Четврт разговор во студиото 3 на Македонската телевизија, кој што е тесно поврзан со значењето на денешниот ден. Пешачењето има толку многу придобивки, што ако ги знаеме сите, веројатно не би поминал ниту еден ден без одење. Тоа е единствената активност која што го одржува и физичкото, но и психичкото здравје на човекот. Истражувањата велат дека само 30 минути пешачење на ден го ублажува стресот, го нормализира крвниот притисок, ја намалува вознемиреноста, го подобрува нашето расположение, спречува хронични заболувања и оно што најмногу мене ми фајти за око, го помага слабењето. На меѓународниот ден на пешачењето 15 октомври во студиото 3 на Македонската телевизија ги имаме Ивана Богатиновска и Горијан Мишевски од планинарското друштво I Love Hiking. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро на вас. Тема која што вам ви е секојдневие, години наназад, но за која што сакам да продискутираме во насока на подигнувањето на свеста за тоа колку е неопходно, особено во ова стресно секојдневие, барем 30 на минути дневно да посветиме на пешачењето. Па првото прашање, што вас ве движи? Па, еве, мене лично ме движи авантурата, непознатото, истражувањето. Од една страна, од друга страна би рекол волонтирањето и службата на човештвото. Ивана? Али да се навратиме на тоа вие што кажавте, би рекла нели, подобро здравје, подобра психофизичка состојба, како и постигнување на нови успеси. Тука сакам да се задржиме, бидејќи во најавата споменав колкав е бенефитот од пешачењето во однос на здравието. Како вие го чувствувате или во кој сегмент најмногу го чувствувате бенефитот од пешачењето низ годинива? Реално во секој сегмент. Знаеме сите дека со секоја физичка активност се ослободува тој хормон на среќа, ние сме посреќни, позадоволни, поисполнети, имаме поголема концентрација, нивото на стрес исто така се намалува. Горијан, вие? Да, се слагам, јас би рекол дека ако го слушаме телото, и телото ќе не слуша нас. И со здраво тело ти се отвараат многу повеќе врати, повеќе можности. Еве пример за планинарење, може идеш на потешки тури, на подолги тури. И во однос на планинарењето, ќе споминеме дека планинарското друштво I Love Hiking ни се прво долгогодишни пријатели на Македонија наутро. Генерално, најголемите и најубавите тури ги промовираме токму во утринската програма со цел да привлечеме што повеќе ентузијасти да се приклучуваат кон здравиот начин на живот. Па во тој контекст и следното прашање. Знам дека имате бројни тури. Има ли поголем број на наши граѓани кои ја сакаат природата и го практикуваат здравиот начин на живот? Има, да. Да, има. Генерално во овие периоди, како што есен и пролет, бројот на учесници секогаш е поголем, бидејќи турите се тука поедноставни, се полесни и поотворене за аматери. Преку лето, како што имаме тури во Олимп или зимските во Татри, тоа се веќе посериозни тури, тука сме веќе искусните планини, се вртиме. Ама вакви есенски пролетни тури обично се добредојдени за нови членови. И ги има повеќе мажите или жените? Па има некој баланс. Да, што е добро. Сега, кога веќе споменавме дали ги има повеќе мажите и жените. Ги има ли децата? Ние постојано велиме дека здравите навики се учат од мали нозе, па треба да дадеме пример кој што треба да го следат новите генерации. Ги има ли децата на планинарските тури? Да, има. Се поголем број на родители веќе доаѓаат своите дечиња, особено за почеток на полесни тури. Сакам исто тука да спомнам, баш имаме сега неодамна направивме проект 3-годишен со општина аеродром и градоначалникот. Токму за проект за мали деца, кај што планот ни е основци уствари да ги обучуваме, дали за планина за здрав живот, ќе идеме ќе предаваме по школи, па ќе видиме понатака може и по ливади ќе ги носиме, ќе правиме некои презентации со нив. Така да тука имаме многу голем проект што подолго време веќе се спремаме и конечно веќе можеме да го реализираме. Тоа е одлична идеја, па нека почне со општина аеродром и нека се прошири во сите општини, потребно ни е. Па иднината ни е да можеме да правиме баш детски тури. Сега, споменавте ќе им предавате на децата како да се подготвуваат или како да дојдат на онаа другата страна на здравиот начин на живот. Во однос на подготовките, планината бара сериозна подготовка и на тоа треба да сме свесни. Како вие се подготвувате за тура? Пак зависи од периодот. Да речеме овој период од годината. Одиме во октомври некада и соодветни обувки, водоотпорни, зашто не се знае дали ќе врне дожд или не, исто соодветно палто за дожд. Нормално тука е пак индивидуално, кој на колку му е ладно на секој. Храна и вода пак исто зависи индивидуално. Во однос на храната и водата, која е таа количина која што треба да се понесе и каква храна
Зависи. Еве пример јас се зезаме со другарите, секогаш пред тура си одам игрица си купам Добро. и го чувам за наврвот. Тоа ми е нешто како Тоа е награда. доживувањето, Тоа е да, доживувањето, да. Иначе обично по 2-3 литри вода се носи, ама да, како што кажа Ивана, зависи од турата. Понекогаш повеќе, понекогаш помалку. Преку летото нормално повеќе, пошто и повеќе трошиме потопло се потиш повеќе, потребно повеќе вода. Ивана, вие имате омилена храна на планина? Па зависи. Гледам да носам повеќе овоше, бидејќи освежува. Така. Вода исто поголема количини и нормално пак мора да имам некое сендвиче или нешто полесно колку да се издржи денот. Македонија има многу што да каже во поглед на своите убавини. Долго време и вие се трудите со турите да им ја доближите и нашата земја и убавините кои ги има Македонија и на ентузијастите, професионалците веќе ја знаат. Кој е вашето омилено место или тура за мерак која ја обожувате? Мене ми се свиѓаат пирамидите во Македонија, како што се Кобилица и Љуботан. Јас сум повеќе за целиот масив на Шар планина. Има многу врвови, езера, реки, шуми прекрасни. И при тоа има тури буквално и за почетници и за поискусни планинари. Но и двете тури некако не ми делуваат како лесен залак. Па, да речеме тешкички, да. Сега во поглед на ризиците. И тоа сакам да го продискутираме, бидејќи генерално без оглед на тоа дали одиме на водно или дали одиме на шарпланина, подготовката треба да е иста, бидејќи и на сред лето времето може да се промени. Може да се променат 4 годишни времиња на планина. Треба да сме запознаени со ризиците и треба да внимаваме кога одиме на планина. Какво е искуството, прво ќе прашам со планинарите со кои што вие одите на тури? Се сваќа ли сериозно планината? Да, генерално да. Да, се сваќа и Што ги учите аматерите, да речеме, оние кои прв пат одат на планина? Што треба да знаат? Правилото, поентата е како член, нели, на тури шидеме е да не се оптеретува таа личност воопшто. Као целиот товар уствари да падне на водичите. Ние сме тие што се замараме, кога тргаме, каде одиме, што се случува, што може да се случи. Целата одговорност паѓа за нас, а вие како учесник уствари да си станете од себе, да си дојдете на тура, да си уживате, да си дојдете дома опуштени. Значи не треба воопшто да се размислува за тие работи како учесник. Колку аматерите, се извинувам, ги почитуваат правилата на игра на планина? Повеќето, да, ги почитуваат. Едно правило што можам да извоам е слушај ги водичите. Тоа е единственото правило. Ако кажат тргаме, нема двојни од група, тоа е генералното правило. Сте се довела во ситуација на ризик? Никогаш и никаде? Каде? Мене Кога лично... сте се исплашиле, зборувам за својот живот. Сте се исплашиле... До толку не. Не? Добро. Пошто обично хајкингот, планирањето не е до толку екстремен спорт, барем и ние не го правиме секогаш до толку доди. Ама да, секогаш нели има процент на ризик што може да се случи. Ајде ризичната ситуација. Што не зависи само од нас реално. Која е таа ризична ситуација и каде? Каде се случи? Зависи, пример мене на Татри имаше еден предел, беше зима, многу као стрмно беше, патеката беше многу тенка. И како што се спуштам од врв, јас имав дерези, дерези се на кондура се стака како клинци се, за кога ќе газиме на снег да не ни бега кондурата. Мене тоа ми се откачи баш дерезата. И сега јас бев во ситуација каде што се наоѓам многу тенок пат, имам доле провалија, немам каде да седнам и требаше стоечки некако да пробам да си ја вратам опремата, балансирајќи да не паднам доле. Па не било малку ризично, не било. Ивана? Исто на Татри, меѓутоа на друг врв, конкретно не мене, ама исто со целосно опрема, дерези, цепин, кацига, се случи карпа да се откине, еден дечко го погоди рамото. Пак, колку и да пазиме, понекогаш се случуваат работи кои што не зависат само од нас. И оно што ме интересира, бидејќи знам и споменавме неколку пати дека постојано сте некаде на планини, организирате тури, што е актуелно во овој период од годината, каде ќе одите вие и да речеме кои места во овој период од годината би им ги препорачале на нашите гледачи. Еве за лесна прошетка за нив, а вие каде ќе одите? Утре има тура Скакаличко езеро на Шар планина. Таа е така средно тешка тура. А наредна тура, како по-голем настан што се планира, е искачувањето на Љуботен, традиционално искачување на Љуботен, на 13 ноември. Да, тоа веќе го правиме со години уназад и ќе биде доста интересен настан. Ќе имаме така мајчки ќе доделуваме, ќе има, сега да не откривам све, ама посебен настан ќе биде.
Како може да се пријават гледачите? Може да се На- пријават? Да, на Facebook, на евент Добро. страната има, се стиска Going, се звони кај еден од водичите, има телефонски број, се пријавуваш, ако има слободно место, нели. И некој кој во овој момент планира да прошета, кое место, да речеме, ајде ќе почнеме со Скопје, кое место вие го препорачувате за брза прошетка и релаксирање? Во Скопје? Па да. Водно секојаш Добра. тука, Скопска Црна Гора. Во близина на Скопје може Лишница, Добра. Горија? Тие, да, исто да Тие? би одговорил. Да. Матка има убави делови исто. Јас искрено се надевам дека поттикнавме, барем од се во ова што го дискутиравме 15 на минути, иако се малку да зборуваме за пешачењето, има многу што повеќе да се каже. Но јас се надевам дека ги поттикнавме нашите гледачи барем денес, доколку имаат слободно време, да излезат од своите домови и ако ништо друго 30 на минути да пропешачат, за да го почувствуваат и здравствениот бенефит од истото. Вас ќе ви посакам убав помен на планина, каде беше најблиската тура? Утре? Така, утре ја спомнавте? Да. Има ли можност за утре да се пријават се уште гледачите? За жал не, За пополната жал не, веќе. завршена е оваа Да. тура, но за На следните љубовта се и ќе гледа. информираме, апсолутно, да. Убав помен и Благодарам. искрено се надевам на блиски следни средби, на убави теми. Благодарам. Благодарам.